Македонија е понижена, посрамотена и представена како земја од 19. век пред целиот свет. Резил како што Македонија нема доживеано во својата 35 годишна независност. Приредена од никој друг, туку од човекот кој пред само неколку месеци ја убедуваше македонската јавност дека како министер за спорт ќе организира најдобрата младинска олимпијада во светот, Борко Ристовски. Ако секаде во светот важи максимата важно е да се учествува на олимпијада, во Македонија важи максимата важно е да се преживее на олимпијадата. Младите спортисти кои своите олимписки кариери ги започнуваат токму од оваа младинска олимпијада, поради катастрофалната организација на настанот, се во ризик целосно и прерано да ги завршат своите спортски кариери во Македонија. 20 спортисти од Исланд беа хоспитализирани со скршеници и други повреди, откако беа пригазени во Кумано поради необезбедена траса за велосипедски трки. Наместо одговорност од МВР, тврдаа дека спортистите се виновни. Десетина спортисти добија труење со храна. Секојдневно колабираат десетици спортисти поради недостаток на вода за пиење. Нередовниот превоз, кој спортистите го чекаат и по неколку часа на 43 степени, како и неклиматизираните простори во кои престојуваат. Најгордата влада ги смести младите олимписки спортисти во студентски домови, во кои нема климатизација, во кои нема функционални тоалети, нема тушеви. Спортистите се принудени да спијат по двајца во ист кревет, а во некои случаи спијат и заедно со тренерите, зашто и самите тие сведочат за медиумите. Најмалку што може Борко Ристовски да направи е да се сокрие и да си поднесе неотповиклива оставка од функцијата министер за спорт. И тоа не само поради дебаклот со младинската олимпијада, туку и поради катастрофалните резултати кои ги имаат сите македонски спортски федерации на истата оваа младинска олимпијада.